Годинава ја стартуваме со 1 милиарда задолжување. Нова евро обрзница, 10-та поред. И прва лидерска средба по подлог период, но без присуство на лидерот на опозицијата Венко Филипче. Во новото издание на Трилинг неколкумина соговорници од различен профил. Еве што ќе гледате. Неопходно е да се смени структурата на економијата за да се обезбеди не само статистички раст, туку и развој, кој што ќе обезбеди генерално подобрување на животниот стандард на населението. Растот на бруто домашниот производ се должи на зголемена јавна потрошувачка. Во голем дел таа јавна потрошувачка е резултат и на зголемениот долг. Е време можеби да се преиспита самата одржливост на овој тростолбен пензиски систем. Предмет на проверка ќе бидат 10 суди, 10 јавни обвинители, градоначелниците, делот што им е продолжен мандатот, односно реизбрани што се, 10 ќе бидат што им завршил мандатот, 10 пратеници и 10 министри од актуелниот состав на владата. СДСМ е све само не нов актер и не сум сигурен колку таа стратегија и пристап ќе вроди со плод. Дуј е фактор била и ќе биде. Се што се случи врска со овој филм е навистина едно чудо и една огромна потврда за нашиот труд, талент и капацитет како една мала екипа. Приказната за Силјан е оживување на едно дело кое е пред се прекрасно, кое ни кажува многу ствари за тоа од каде потекнуваме, кои сме, што сме. Македонската економија година ќе забележи пораст од 3%. Глобално тоа е околу просекот во земјите од регионот и Централна Европа. Сепак е помалку од оптимистичките проценки на владата за раст од над 3,5 до 3,8%. Во овој издание на Трилинг соговорник е Кирил Миновски, поранешен министер за финансии и екс-директор на Управата за јавни приходи. Добре дојдете во емисијата. Добро вечер до гледачите, ми представува задоволство што сум тука. Господин Миновски, во неделава зад нас е и пласманот на новата 10-та евро брзница, овој пат од 1 милиарда евра, две транши по половина милиарда. Годинава ја стартуваме со нови задолжувања. Има ли простор за стравување во однос на оваа перманентна политика на задолжување? Доколку ги следиме оние критериуми што Европската Унија ги наметнува во однос на одржливоста на висината на јавниот долг, сметам дека со ова задолжување некаде се наоѓаме околу 63%, границата е 60%. Се разбира дека за вакви економии како што е македонската економија треба да се биде внимателен во однос на начинот на кој што се менаџира јавниот долг и задолжувањето. Ние во наредните мислам 7 години треба да вратиме долг од околу 8 до 8,5 милиарди, што представува секако сериозен предизвик од аспект на управувањето со јавните финансии. Несомнено е дека постојат и стари обврски, несомнено е дека треба да се обезбеди ликвидноста на буџетот, меѓутоа треба да се биде внимателен и треба да е колку што е можно одиме на фискална консолидација и намалување на буџетскиот дефицит. Годинава 1 милиарда евра задолжување, за 5 години ќе треба да вратиме речиси 9 милиарди евра. Ќе бидеме ли солвентни во овој дел? Па тоа зависи пред се од капацитетот на економијата да генерира раст. Македонската економија, за да може да го сервисира долгот пред се, неопходно е да генерира раст кој што ќе биде поголем од овие 3% кои што ги имаме во моментот, за да може да се одржува тој сооднос на нивото на јавниот долг во однос на БДП-то во рамките на овие предвидени граници, за да се обезбеди одржливост на системот за јавни финансии. Понатаму, она што е многу битно, е битно секако и стапките по кои што се задолжуваме и несомнено е дека стапката на реалниот раст на БДП треба да биде поголем од висината на каматните стапки, за да се обезбеди исто така еден дополнителен аргумент за овие задолжувања. 2 милиарди евра пруга, 4 милиарди автопати, 1 милиарда унгарски кредит. Тие ќе тежат во наредните 5 до 7 години. Би биле товар ако имаме пораст на бруто општественото производство повисок од каматите што се плаќаат за
кредитните линии, обврзниците? Во однос на овие проекти, дел се веќе средства кои што се обезбедени и потрошени, а дел се средства кои што се во најава. Дали со каква динамика ќе бидат реализирани, во моментов ги немаме сите детали. Беше наведено дека ќе постои определен вид на проектно финансирање, меѓутоа несомнено е кога се трошат овие средства во делот на инфраструктурата, иако тие нудат определен така наречен ефект на мултипликатор кој што влијаат позитивно на економијата, неопходно е да се земат во предвид и други елементи, дали постојат соодветни студии во однос на истите проекти за нивната економска одржливост. Понатаму неопходен е соодветен проектен менеджмент заради тоа што доколку проектите не се имплементираат во она што е предвидена временска рамка, во тој случај се губи и тој позитивен ефект што евентуално би го носеле овие капитални проекти. Господин Миновски, помалку изгледа индикативно, владата се задолжи со нови 40 милиони евра кај Шпаркасе банка, а претходно во НЛБ банка со 30 милиони евра. Дали овие тековни и блиц задолжувања всушност се сигнал, индикатор дека буџетот ни е празен? Треба точно да се навлезе во деталите за причините за овие задолжувања на вакви износи од 30 милиони, не знам, претходно мислам дека имаше помал износи, да се види која е реалната причина, дали има некаков проблем со ликвидноста на буџетот и во поглед на генералниот процес на управување на јавните финансии, како собирањето на даноците, така и генерирањето на обврски. Треба да се направи внимателна анализа и да се види дали постои каква евентуално дупка постои во буџетот, на кој начин таа може да биде изменаџирана. Како вие го оценувате менаџирањето со јавните финансии? Во однос на менаџирањето со јавните финансии е многу неблагодарно да се говори од позиција на понанешен министер за финансии, заради тоа што секогаш има елемент кој што може да се земе како субјективен. Меѓутоа, генерално сметам дека постојат понезависни меѓународни финансиски институции, Европската комисија, кои што даваат определени видувања, собствени видувања во поглед на начинот на управувањето со јавните финансии, даваат определени препораки како да се унапреди тој процес на менаџирање со јавните финансии. Можеме ли долгорочно да планираме каква политика економска ќе водиме, за да обезбедиме релативно стабилен економски раст во ситуација на вакви перманентни задолжувања? За волја на вистината, ние со овие задолжувања, всушност и овие кредити, враќаме и стари долгови. Постојат определени стратешки документи кои што на редовна основа се изработуваат во Министерството за финансии, тука учествуваат и други институции кои што генерално се наметнати како критериуми кои што од нас ги бара и Европската унија во тој предпристапен процес. Ние користивме и техничка помош во изработката на овие документи, тоа е програмата за економските реформи и на редовна основа се врши ажурирање на фискалната стратегија. Во таа фискална стратегија за временски период од 3 години се предвидуваат сите приходи и расходи, се планира какав ќе биде и какво е движењето на јавниот долг, а исто така се предвидува каква ќе биде големината на овој буџетски дефицит. Она што нас ни недостасува е секако постоење на една подолгорочна стратегија која што би довела до структурна промена во економијата, заради тоа што неопходно е да направиме промена не само во делот на управување со јавните финансии, туку и генерално неопходно е да се смени структурата на економијата за да се обезбеди не само статистички раст, туку и развој, кој што ќе обезбеди генерално подобрување на животниот стандард на населението, кој што ќе обезбеди повисок степен на продуктивност, по конкурентна економија, затоа што дури и да се откочат овие процеси за влез во Европската унија, еден од основните критериуми е постоење на конкурентна економија која што ќе може да го издржи притисокот на конкурентските сили на заедничкиот пазар. Значи, нас ни е неопходно да работиме на конкурентна долгорочна стратегија за развој на конкурентна и одржлива економија. На што се должи порастот на бруто општественото производство? На реално создадена додадена вредност во македонската економија или на експанзијата на започнати, а недореализирани проекти? Генерално кај нас растот на
бруто домашниот производ се должи на зголемена јавна потрошувачка. Голем дел таа јавна потрошувачка е резултат и на зголемениот долг. Понатаму вториот двигател се секако овие градежни активности кои што произлегуваат како од инвестиции во градежништвото, така и од имплементација на претходно обезбедени алоцирани средства за реализација на капиталните инвестиции. Меѓутоа, растот не е резултат на зголемена продуктивност, на конкурентност или извозен капацитет на македонската економија. Како го објаснувате фактот? Имаме раст без развој, економија на згради, бетон, имаме градежна експанзија, а од друга страна велиме сиромашни сме. Дали Балканите пари, сивата економија всушност завршува во изградба на гради, купување на станови? Одговорот содржи повеќе компоненти. Една компонента може да биде секако и оваа сива економија, постоење на определени сиви пари кои што државните институции немаат капацитет да ги исконтролираат и кои што најверојатно наоѓаат соодветен простор да бидат инвестирани во секторот на градежништвото. Дали институциите немаат капацитет да ги менаџираат овие валкани пари или им се прогледува низ прсти? Па има секако има и едни и други елементи. Има слабости кои што се пред се во рамките на самите институции, како во делот на пред се дигитализацијата, во делот на постоење на јасна стратегија за борба со сивата економија, определени законски слабости и недоречености, можеби потребата од носење на закон со кој што на соодветен начин ќе се дефинира обврската за докажувањето на потеклото на имот. Тоа е едниот елемент. Вториот елемент во делот на овој бум на градежни активности можеме да го гледаме и во инфлацијата со кој што се соочуваме како економија во изминатиот временски период, и многу често дел од овие слободни пари се инвестираат во недвижнини од проста причина што се смета дека недвижнината може да биде на некој начин чувар на вредноста на капиталот. Воспротивно, имаме многу често како резултат на инфлацијата голем дел од овие парични средства со кои што се располага ја губат собствена оваа вредност, така и нас имаме една општа неразвиеност како на пазарите на капиталот, така и акционерството не е на соодветено ниво како резултат на слабостите во системот на корпоративното управување, така да граѓаните не инвестираат на берзата, не инвестираат во акции, немаме нови IPO-ас или нови емисии на акции, што секако го стеснува просторот и ги насочува дел од овие средства во градежништвото, што доведува исто така до зголемување на цената на недвижнините. Меѓутоа, генерално, во овој дел државата треба да размислува за водење на соодветна политика, заради тоа што таквите високи цени од една имаат, се разбира, негативен импакт на демографијата, а демографијата е секако сериозен проблем со кој што ние се соочуваме. Следите трин гостин во емисијата Кирил Миновски, поранешен министер за финансии, екс-директор на управата за јавни приходи. Господин Миновски, што е нереално? Владата, статистиката или животот, ако сме први во Европа по раст на бруто-општественото производство, а од друга страна граѓаните велат животниот стандард ни е животниот стандард станува се поскап и поскап. Статистиката се бројки, несомнено е дека постојат методологии како тие се доаѓа до определени статистички податоци. Статистичките податоци може да се толкуваат на различен начин, меѓутоа она што е реално тоа е начинот на кој што граѓаните живеат, дали чувствуваат подобрување или не. Дефинитивно на основ на параметрите кои што се поврзани со животниот стандард на населението, куповната моќ на населението, македонските граѓани се меѓу најсиромашните во Европа. Од тие причини треба да се фокусираме на оние елементи кои што веќе ги споменав, на градење на една долгорочна стратегија, на можеби креирање на еден општествен консензус по однос на овие прашања, заради тоа што основен приоритет е подобрување на реалниот животен стандард на граѓаните и подигнување на нивото на реалните плати, за да се почувствува некакво реално подобрување во реалниот живот.
Господин Миновски, колку буџетскиот дефицит во пензискиот фонд има негативен импакт врз финансиско-економската состојба? Па тоа е проблемот со буџетскиот дефицит, ние го имаме како проблем од самото осамостојување и тоа беше една од причините за иницирање на реформата во 2004 година и креирањето на тристолбниот пензиски систем. Во просек Македонија троши на пензиски систем од 9 до 10% од бруто домашниот производ, додека дефицитот се движи околу 4 до 5%. Секако дека тоа представува посебен предизвик заради тоа што ја ограничува можноста за некаква креативност во делот на управување со јавните финансии. Меѓутоа, она што е посебно значајно за нас е дека е време можеби да се преиспита самата одржливост на овој тростолбен пензиски систем, да се размислува можеби за определени промени, слично на примерот на Полска, Хрватска, држави кои што го имаа и има спроведено идентични реформи како оние кај нас. Дали сметате дека вака како што е сега пензискиот фонд е неодржлив долгорочно? Долгорочно, доколку остане тростолбниот пензиски систем, според оние проекции кои што ние ги имаме, односно беа изработувани актуарските проекции со воведувањето на тростолбниот пензиски систем и со исплатата на пензиите од првиот и од вториот столб, тој ќе обезбеди определена одржливост и проектирано е да тој дефицит се намалува. Меѓутоа, тие проекции беа правени во едни други демографски услови. Проблем представува, се разбира, демографијата и заради тоа е неопходно да се направат нови проекции, нови дополнителни анализи во тој поглед, за да се види какво ќе биде оптоварувањето во новонастанатите услови на јавните финанси. Понатаму, многу битен елемент е општата стапка на вработеност кај нас. Таа е на многу пониско ниво од она просечна стапка во земјите членки на Европска унија. Например, кај нас општата стапка на вработеност се движи околу 56%, додека во најголемиот дел на земјите членки во Европска унија се движи во просек 72-73%. Тоа покажува дека имаме голем дел на неактивно население, а тоа неактивно население не контрибуира во пензискиот систем, со што дополнително се зголемува таа можност за како да кажеме, за зголемување на предизвиците на процесот на управување со јавните финансии и со пензискиот систем. Несомнено ни требаат анализи и реформи во овој сегмент. Бевте директор на управата за јавни приходи, лани завршивме со 10% помалку собрани даноци и исто колку помала реализација на буџетот во 2025. Лошо планира или царува сивата економија? Па, на некој начин во прашањето се дадени и одговорите. Делумично секако можеби планирањето било преамбициозно за да тие средства се соберат. Во вториот сегмент секако има сива економија, има определени институционални слабости во управата за јавни приходи, пред се во делот на дигитализација. Неопходно е повисок степен на софистицираност на самата управа за јавни приходи за решавање на проблемот на сивата економија и неопходно е она што е многу битно, континуирани реформи во деловното обкружување, креирање на предвидливост за субјектите и креирање на соодветна стратегија и план за борба со сивата економија. Тоа се на некој начин овие три сегменти кои што може би придонеле за оваа пониска наплата. И секако најбитното е креирање на конкурентна економија во која што фокусот ќе биде на промоција на извозни активности, зголемување на вештините со кои што располага работната сила, техничко-технолошки развој и секако зголемување на продуктивноста на трудот, заради тоа што продуктивноста кај нас се движи од 30 до 40% од она што е просечна продуктивност во Европската унија. Благодарам за гостувањето и разговорот. Ви благодарам и на вас за поканата. Кирил Миновски, поранешен министер за финансии и екс-директор на управата за јавни приходи.